И поголемите ученици заеднички да си украсуваме училницата, со мотив дека ќе ни биде попријатно, поубаво. Се грижиме хигиената да биде на ниво во нашата училница. Постојано, значи, тие ими помагаат во уредувањето, остануваат после часовите. Моите ученици доаѓаат порано, така да успеавме да најдеме еден начин, значи, како да останат изработките од учениците да бидат постојано видливи. Впрочем, учениците секако би се радувале кога она што ќе го сработат ќе биде истакнато, изложено, ќе бидат пофалени, ќе бидат наградени, а со истиот мотив работат и повозрастните ученици. Центрите за учење се многу важни и значајни од причини што покриваат различни области и различни подрачни на интереси на учениците и во истите учениците имаат можност да креираат нови решенија, да донесуваат одлуки, да дефинираат нови проблеми, истите да ги истражуваат, што значи стимулативна средина за учење која што продуцира такви активности е токму вистинската можност за поттикнување на тоа индивидуално учење на учениците. Литературен центар. Литературниот центар содржи книги, списанија, разновидна детска литература и во него се планираат активности за слушање и пишување. Овој простор е тивок и во него децата можат да седат и да разгледуваат книги, да си читаат едни на други или може некој доброволно да им чита. Овој простор би можел да содржи и касетофон за да можат децата да слушаат музика или приказни. Децата ќе можат да создаваат и своји сопствени книги, да им ги читаат на другите, да слушаат и измислуваат приказни и да ги драматизираат. Што треба да има во литературниот центар? Книги, касети, карти, мапи, глобус, постери, напишани поеми на големи хамери, пораки или песни напишани на хамери, ленири или стапчиња за покажување на зборовите во книгите или на картите, перници или мебел со детска големина, игри за читање, направени дома или купени. Што треба да има во центарот за пишување? Креди, фломастери, боечки, пенкала, моливи и четки за сликање, хартија, лепак или селотейп, дупчалки и спајалици, маса, стари списанија, картончиња на кои има напишано зборови или реченици. Математички центар. Активностите во овој центар им помагаат на децата да ги развијат своите интелектуални способности, ситната мускулатура и координацијата на окото со раката. Овој простор содржи игри кои ќе им помогнат на децата да научат да спојуваат сродни предмети, да бројат и да категоризираат, да измислуваат сопствени игри, да се поттикне нивната креативност, да се развие нивната концентрација, како и да ги подобрат своите јазични способности. Кога децата градат со разновидни форми, се развиваат нивните математички способности, се проширува способноста за размислување, се зголемуваат социјалните вештини и способноста за разрешување проблеми. Во овој центар би требало да има и разни тридимензионални дрвени форми, коцки, конуси, пирамиди, цилиндри во разни големини, со кои децата можат да прават измислени или реални структури, како што се згради, градови, фарми и зоолошки градини. Децата и воспитувачите можат да го дополнуваат овој простор со разни превозни средства, мали играчки на домашни и диви животни и разни други работи што децата можат да ги замислат и допринесуваат да се развијат нивните способности. Во овој центар треба да има кутии во кои ќе се чуваат разни фигури што можат да се набават кај нас. Материјали
во математичкиот центар. Тродимензионални дрвени форми, сложувалки, домино, ленири, ваги и други средства за мерење. Разни игри кои го поттикнуваат размислувањето. Научен центар. Научниот центар е многу важен, зашто во него децата наблюдуваат, експериментираат, истражуваат, поставуваат прашања, решаваат проблеми и учат за поврзаноста на работите. Наставникот треба постојано да ја поттикнува детската љубопитност, фантазија и размислување, обезбедувајќи разновидни структурирани и неструктурирани материјали. Тој треба да им помогне на децата да го сватат процесот на истражување преку поставување отворени прашања кои ќе им помогнат на децата да размислуваат критички. Исто така многу е важно децата да научат самите да поставуваат прашања и да ги бараат одговорите. Во обезбедувањето соодветни материјали можат да се вклучат и родителите, како и да се искористат ресурсите во локалната заедница. И во овој центар материјалите треба да им бидат достапни на децата за да можат самостојно да работат. Материјали во научниот центар. Научни енциклопедии и списанија, магнети, микроскоп, лупа, ваги, карпи, школки, растенија, животни, семиња и друго. Учениците исклучиво истражуваат секоја наставна единица која што ја работиме. Тоа се преку истражувачка дејност, кој што може да се види со помош на сите помагала кои што може да се најдат во истражувачкиот центар. И микроскопи, и лупи, па имаме и свеќи, па и семенарници, се она што е потребно за секоја наставна содржина од областа на запознавање на околината. Уметнички центар. Центарот за уметност ги поттикнува децата да ја развијат и да ја истражуваат сопствената креативност и да се забавуваат со нови материјали и да доживуваат нови допирни искуства. Овој простор го поттикнува креативното размислување и изразување. Во него се развиваат способностите за разрешување проблеми, комуницирање, вербално и невербално, самопочитување, се развиваат ситните и крупните мускулни движења и интелектуалните способности. Материјали во уметничкиот центар. Боја и четки, хартија, глина, стари списанија, пенкала, моливи, боички, фломастери, маса и штафелај, репродукции од познати сликари, природни материјали, дрво, листја, песок, школки, каменчиња и други материјали кои можат да се најдат во блиската околина. Отпадни материјали, сунгери, жици и друго. Кога учениците за прв пат се запознаваат со центрите на активност, учителот треба да го представи секој центар постепено и методично и да им ја демонстрира употребата на материјалите. Драмски центар. Во Драмскиот центар има облека и реквизити со кои децата ќе можат да го изведат она што го гледаат во својот живот, а што ќе им помогне да го разберат светот околу нив и да играат различни улоги. Исто така добро е да има и кукли за на рака, кои децата ќе ги користат за драматизирање на разни содржини од наставната програма.